Постојат две чуда на исцеленија во Евангелијата, кои што се множне поучни и интересни, за кои што досега не зборувавме, но кои што планирам да ги оставам за следните две саботи, значи дури и за Света вечера, ќе зборувам за едно чудо кое што убаво се вклопува со темата за Светата вечера. И затоа што тие две чуда сакам да ги оставам за следните две саботи, кои што ги сметам за поубави, мислам, за проучување. Денеска ќе го проучиме она што по некој дослед би требало да биде последно, а тоа е исцелението на слугата Малхо на крајот од Христовата мисија. Сепак, о ова чудо, иако сите го знаат, дури Мел Гибсон некако убаво успеа да го изрежира тоа. Ми се допаја како беше изрежирано целиот случај со Христовото апсење. Во овој настан постои нешто специфично, интересно во врска со Христовите исцеленија, во врска со неговата сила, со неговото божество воопшто. А што е тоа? Па да отвориме за таа цел во Евангелието според Јован. Само Јован го споменува овој настан. Така или не е така? Каде го споменува Јован? Се разбере при крајот. Но каде при крајот? Која глава зборува за Христовото апсење? Јован 18 точно. А 18 е веднаш после 17. Што беше 17 глава, се сеќавате? Јован 17, Христовата првосвещеничка молитва, која што била каде се молил Христос со таа молитва? Во Гециманија, непосредно пред да биде уапсен. Оно што е интересно во врска со Гециманија, често пати и се кажувало и се пишувало дека во тој миг, особено кога Господ побарал, ако е можно да го одмине оваа чаша, во тој миг и во Копржот на вековите се споменува тоа, Господ веќе Исус, да речем по-конкретно, Исус веќе го чувствувал, врз него биле веќе положени гревовите на целиот свет. Значи тој веќе во Гециманија веќе го почнал да го пие проклетството за сиот грев на планетава Земја. Некои тоа би го изразиле и сигурно така го кажувале или го пишувале дека тогаш бил како да бил оставен од Светиот Дух. Самиот на крстот ке рече: Боже мој, зошто ме остави? Од кога почнало тоа оставање? Од Гециманија? Дали во Гециманија веќе бил оставен или се уште не бил? Продолжуваме сега со 18 глава. Значи, ајде го прочитаме целиот контекст. Значи, тука првите 11 стиха зборуваат за сето ова. И штом го рече ова, Исус отиде со учениците своји преку потокот Кедрон, каде што имаше градина, и во неја влезе и тој учениците негови. Се според ова испаѓа дека молитвата не била во Гециманија. Или не била само во оваа конкретна градина. Тогаш, тоа место го знаеше и Јуда, вториот стих, кој сакаше да го предаде, зашто Исус често се собираше со учениците своји таму. Тогаш Јуда, откако зеде една чета војници и слуги
од првосвещениците и фарисеите, значи зел полиција со себе, дојде таму со фенери, со светила и со оружје. Сега, 4 стих забележите. Исус, знаејќи што ќе стане со него, Што знаел Исус дека ќе стане со него тука во овој момент? Траче сака да одговори, е? Ја често пати поставам риторички прашања, не мислам да некој стане да одговори. Повели. Со полицијата, да. Точно. Добро, благодарам. Еве што сакам ја да нагласам. Еве пошто знаеме дека Христос уште стука бил оставен. За она оставање, значи, од Божиот благослов, од Божијата заштита и така натаму. Секогаш порано за време на неговата мисија, кога некој ќе се обидел да му наштети на Исуса, што се случувало? Пример, сакаа да го убијат. Зеле камење да окаменуваат. Го грабнале да го однесат на врв рид, да го фрлат од таму во провалија. Во сите тие ситуации, што се случувало? Едноставно се случува да не успее нивната намера. И дори во некои ситуации, самите Евангелија велат, но не можеа, затоа што се уште не беше дојден неговиот час. Тоа е многу интересно. Значи, евангелистите уште пред тоа мистички не воведуваат, не насочуваат, не фокусираат на последниот час. Значи, кога Христос го уживал Божиот благослов, ништо лошо не можело да му се случи. Уште откако бил бебе во Витлеем, кога Ирод пробал да го убие, до овој момент, до Гецимани. Но самиот факт што сега знае дека нема да има избавување, дека навистина ќе биде фатен, навистина ќе биде уапсен, веќе е предаден, Јуда веќе дошол со полицијата. Исус знае дека му доаѓа часот, судниот час. Добро, ги прашува, кого барате? Му одговорија Исус од Назарет. Многу интересно. И покрај фенерите и светилата изгледа не се гледало многу. Од некоја дистанца. И покрај полната месечина. Исус им рече, јас сум. Или може би едноставно полицијата не знаела кој е Исус. И тоа е можно. Ете, полицајците секојаш биле тоа што се денес, да не речем шо. Помалку интелигентни луѓе од другите. Зошто Исус го поставил тоа прашање? Исус им рече, јас сум. Со нив стоеше и Јуда кој го предаде. Ако ги им рече јас сум, тие се повлекоа назад и паднаа на земјата. Ова повеќе пати го објаснувавме. Што се случило? Ова ни Мел Гибсон не го знае. Ова 99% христијански свет не го знае. Зошто и Јуда и полицијата, оние што дошли да го опсат Исуса, се повлекоа назад и паднаа на земјата? Зошто? Иако Исус знаел дека му дошол часот, дека Божјата заштита од него е повлечена, дека почнал да ја пие чашата на проклетството, Елена Вајд вели во Копчето на вековите имало еден ангел, кој што на своја рака, што е многу интересно, без Божја заповед, на своја рака решил да интервенира.
толку многу копнел да го заштити Исуса, дури и во овој час. Решил на своја рака да интервенира со тоа што се појавил видливо, блеснал за миг со својата светлина, ангелска светлина, ангелска слава, и што ќе направи кутрата полиција, освен како и римската чета при воскресението Христово, освен да падне долу на земја, да се онесвисти. Само еден ангел е доволен, било која земска сила да падне. Од колку сака војници, со каква сака технологија. Само еден Божи ангел е доволен да паднат на земјата. Не мора да ги допре дори, само да се појави пред нив. Колку е силна Господовата армија. Да, Господ тоа го дозволи, меѓутоа тоа било само привремено. Господ тоа го дозволи за да сепак овие полицајциве, така да ги наречам, Христовите непријатели, се освестат барем за миг да сватат со кого имаат работа. Дека ова не е обичен човек, обичен евреин кој ще дошле да го апсат. Тогаш пак ги праша, кого барате? Тие рекои се од Назарет. Исус одговори, ви реков дека сум јас, па ако ме барате мене, оставете ги овие да си одат. Еве зашто Христос го прашувал се тоа. Знаејќи што ќе стане со него, се грижал во тој момент да не претрпат било какво зло неговите ученици. Да, Христос издействувал неговите ученици да бидат оставени на мира при ова апсење. И сега 9 стих вели, за да се изврши словото кажано од него, од оние што си ми ги дал, никого не загубив. Интересно. Но сега тука стапува на сцена првиот папа. Факторот Симон Петар стапува на сцена. Тој не е задоволен, како и Господовиот ангел пред малку, и Петар не е задоволен од развојот на ситуацијата. Се сеќавате, Петар беше тој што му рече на Господ, с краја да е Господи, тебе вакво нешто нема да ти се случи. Кога Христос нели во после Петровата славна исповед во Кесарија Филипова, во Северна Палестина, почна прв пат на своите ученици да им кажува дека ќе биде уопсен, ќе пострада, ќе биде предаден во рацете на незнабожците, на грешниците и така натаму, ќе биде распнат и ќе воскресне, и тоа го кажувал. Сепак учениците не го очекувале неговото воскресение. Не верувале. Петр уште тогаш рекол, с краја да е Господи, тоа тебе нема да се случи. Истата ова вечер предходно, истиот тој Петар на Господа му вели, сите да се откажат од тебе, јас не. И сега, еден ваков горделив дух, сега да си замине пешки, заедно со останатите ученици, кога го апсат неговиот учител, тоа не можело да се случи, не можело да се дозволи. Петар сакал да интервенира. И Петар интервенирал. Вели 10 стих, а Симон Петар кој имаше нож. Много интересно, се прашувам каде бил другиот нож. Нели, Лука 22 глава ни кажува дека имало 2 ножа таа вечер. Го знаете тој стих? Господ им вели на учениците, до сега не ви требаше ништо, ни пари, ни облека, че додека сум ја на земјата, кога ве праќав било каде да проповедате, не ви треба никакви реквизити. Но од сега натаму, кога мене ќе ме нема, некои работи ќе ви бидат потребни, па дури им вели, кој може да продаде нешто да се купи нож. Овде не се мисли нож за луштење јаболка,
Овде се мисли на оружје. Еврејските мечеви биле кратки и биле нарекувани бодежи. Некои се преведувани како ножеви. Христос им кажал на своите ученици да си набават оружје. Што е многу интересно. Дали знаете дека римокатоличката теологија има изградено цела доктрина врз основа на овие Христови зборови? Теоријата за двата меча, за световната и духовната власт. Зашто? Двата, бидејќи еден ученик рекол, Господи, тука има два ножа и Господ рече, доста се. Достави се два ножа. Очигледно, два ножа не се доста за да се соочите со било кој вод човечка вооружена чета. Па тогаш зашто се доста? Претпоставам дека Господ мислел на зверови, волци, лавови, немало диносаурус. Но понекојаш е потребно да бидеме обезбедени од разни вакви елементарни обкружувања кои што може да ни наштетат. Господ не мислел да се употребува ножот против луѓе, па кои да биле тие, бидејќи два ножа не се доволни за никого. Петар го имаше едниот нож, очигледно. Кај беше другиот, не знам. Дали бил кај Јован, може би? Не знам. Јован беше исто така порано еден агресивен карактер. Но љубовта Господова го стопила. Христовиот карактер го преобразила. Петар, кој што имаше нож, го извади. Еве го моментот на акција. И многу умешно се потруди Мел Гибсон ова да го изрежира. Ова акција ја направи како апостолите да биле обучени во боречки вештини. Секој кога прво гледав неговиот филм, се изненадив дури како ги представи апостолите во оваа ситуација, како да биле обучени во боречки вештини. Го удри слугата на првосвещеникот и му го отсече десното уво. Името на слугата му беше Малх. Гадно искуство. Но Исус му рече на Петар, стави го ножот во ножицата, зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот. Че ако Господ сака ова да се случи, ако Отецот сака ова да се случи, ти ли ќе го спречиш? Сега, Јован не ни кажува што се случува понатаму. Кој ни кажува? Матеј, Лука, Марко кажува нешто? Се секјавате и после прашања. Прво предизвикав, реков дека овој случај го споменува само Јован. И после реков така или не е така, но не добив одговор. Добро. Ајде, брат Борче прво го спомена Мати. Јован по име го споменува Малх. Да. Што мисле, дали е тоа битно? Дали е битно да се спомене името на... Битно е. Секојаш кога се споменува име, значи се работи за вистински и историски настан. Се дава поголем кредибилитет на настанот, дека е автентичен. Но добро, и другите евангелисти кои што тоа не го споменуваат, мислам името на овој слуга, сепак кажуваат што се случило понатаму. Матеј, 26 глава, 51 стих, тука дори Петар не споменува. И ете еден од оние што беа до Исус, протегна рака, извади нож, па го удри слугата на првосвещеникот и му го отсече увото. Тогаш Исус му рече, врати го ножот во ножницата, зашто сите што се фаќаат за нож, од нож ќе загинат. Или мислиш дека не можам да го помолам сега својот Отец да ми испрати повеќе од 12 легиони ангели?
12 по 6.000, колко е тоа? Ајде 12 по 3.000, минималната бројка за една римска легија. Многу. Но како ќе се исполнат писмата, ако ова не стане? Понатаму што ни кажува? Ни кажува како Исус продолжува да им зборува на тие што дошле да го апсат. Како на разбойник се излегле со ножеви и колови да ме фатите, секој ден седев со вас поучувајќи во храмот и не ме фативте. Но сето тоа стана за да се исполнат пророчките писма. Понатаму вели тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа. Толку кажува и Мати во врска со случајов. Кој друг кажува нешто? Нешто повеќе од ова што досега го прочитав. Го спомнавте Лука. Кажува нешто Лука? Лука? Ајде ке отвориме кај актуелниот ни Лука во тромесечие. Уште некоја сабота ќе биде актуелен. Лука, 22 глава. Да, Лука кажува нешто повеќе. Еве да не го читаме целиот. 49 стих вели: оние пак што беа со него, со Христа, видоа што ќе стане и му рекоа: Господи, да удриме ли со нож? Значи, некој поставил прашање, Христос да даде заповед. Побрал дозвола. Петар го направил тоа? Можеме да представиме дека Петар е тој што побрал дозвола прво, но не ја чекал. Едноставно го кажал тоа и прв превзал иницијатива, мислејќи дека тоа ќе го направи и другиот ученик, што ги имал вториот нож. И го удрил Малха, слугата првосвещенички, му го отсече десното уво. И сега 51 стих, значи Лука сега не ни кажува што му кажува Исус на Петар, каква лекција му дава, што го читавме во Матеј, туку кажува, а Исус одговори, рече: оставете го тоа, запрете, па го допре увото негово и го исцели. И потоа продолжува и го со зборовите упатени до народот, што ги читавме и во Матеј. Исус го исцели слугата, увото. Не му го залепи увото. Му го соедини, како да не било никогаш исечено. Која пластична хирургија може ова да го направи? Оно што мене ме воодушевува во врска со ова исцеление е фактот што ова е единственото Христово чудо, кое што чудо на исцеление, пластична хирургија, кое што се случува откако Господ е нели оставен. Оставен од Отецот. Откако е повлечен благословот, заштитата, Светиот Дух, тогаш со каква сила Господ го прави ова чудо, ако е во овој момент оставен. Ако во овој момент во очите Божии е најпроклетиот грешник, не затоа што самиот некојаш погрешил, туку заради гревовите на сите нас. Со која сила тогаш тој го исцелил овој слуга? Тоа е оно што најмногу ми се допаѓа за ова исцеление. Христос, значи, и сега има божествената сила. И сега го има Светиот Дух. Тој го има по природа. Не може нешто тој да остане без него. Христос може да престане да биде Бог. Не може да престане да го има Божиот Дух. Иако го нема благословот. Повеќе го нема благословот и до смртта на крстот го нема благословот. Го нема Божиото одобрување.
го нема Божието лице, ја нема благодатта, со други зборови, но божествената сила си ја има по природа. Ова е, значи, едно од чудата што докажуваат дека Христос е по природа Божи син, дека по природа е Бог. И дека што и да се случи, тој не може да престане да биде Бог. Дори и во моментите кога ја пиел чашата на проклетството, кога бил оставен, кога гревовите биле положени врз него, тој не престанал да биде Бог и да располага со божествена сила, со која што го исцелил овој слуга на своите непријатели. Нека му е фала и слава вечно. Амин.